ако ги гледате посланията на апостол Павле, всъщност, ако погледнете много делови от Библията, мајде да ги погледнеме посланията на апостол Павле, ќе забележите дека се пишувани на еден много специфичен начин. Имено, првиот дел од посланието стално се занимава со оно што ние ќе го наречеме богословија, теологија, со доктрини, со наука, со поуки, ете што поучува Бог, еве што се случува. И потоа втората половина од посланието најчесто започнува со поучување на како ова што до сега ви го кажав теолошки, или овие доктрини за кои зборуваме, сега треба да се применат во пракса или како треба да функционираат во секојдневието. И тоа е случај со посланието до Ефесијаните. Наредните неколку пати кога ќе проповедам, ќе се обидам да видам малку поекспозиторски, ќе влегувам малку повеќе во текстовите. Мислам оти убаво отколку и јас малку да сменам, да не е само тематско моето проповедање. И да видиме што и како Господ има за нас во неколку тие текстови. Благодарам. Значи, едно интересно нешто кое го имаме, кое се случува во посланието до Ефесијаните, дека првите 3 глави Павле зборува за теологија, и потоа продолжува да зборува како таа теологија, како тие доктрини ќе се применат во пракса. Или со други зборови, како ние всушност живееме како христијани, како резултат на поуките што тој ги дава малку тука порано. Што значи да живееш еден христијански живот? Оти, имаме два начина тоа да го направиме, ама за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Сакам текстот за денес да го прочитаме заедно од посланието до Ефесијаните, од 5 глава, значи од 5 до 21 стих денеска ќе го земеме како блок. Наредниот пат ќе одиме малку понатаму. Еден текст што мислам дека одамна, ако и воопшто е проповедан кај нас во црква, ама денеска сме на овој текст тука Ефесијаните 5 до 21. Вели вака: зашто знаете го ова добро? Ниту еден блудник, ниту еден нечист, ни еден лакомец кој идолопоклоник нема наследство во Христовото и Божјото царство. Никој да не ве мами со празни зборови, зашто заради тие нешта доаѓа Божјиот гнев врз непокорните синови. И така не бидете нивни соучесници. Зашто никогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господа. Живеевте како деца на светлината, а плодот на духот се состои во секаква добрина, во праведност и во вистина. Испитувајте што му е угодно на Господа. И не бидете соучесници во безплодните дела на темнината, туку подобро прекорувајте ги. Зашто е срамно да се зборува и за она што тие го вршат потајно. А се што се прекорува станува јавно преку светлината, зашто се што станува јавно, светлина е. Затоа се вели: стани ти кој спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. И така, внимавајте грижливо како живеете. Не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господовата волја. И не се пијанете со вино во кое е раздузданоста, туку полнете се со духот. Зборувајте си еден на другиот со псалми и химни и со духовни песни. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. Благодарете му секогаш за се на Бог и Таткото во името на нашиот Господ Исус Христос. Покорувајте се еден на друг во страв од Христа. Подолг текст нема да навлеземе во се во него, ама сакам да го поминеме. И пак ќе речам, контекстот ни е многу познат. Од 1 до 3, што се случува или што ќе ни се случи од кога ќе поверуваме во Христос. Следното од 4 до 6, што значи како да се живее христијани. И интересен е редоследот. Ќе поверуваш, па ќе живееш онака како што Христос бара. Ако не поверуваш, а се обидуваш да живееш онака како што Христос бара, имаш проблем. Имаш проблем бидејќи ќе се мачиш да бидеш нешто што не си. Ќе се мачиш, ќе се трудиш да покажеш нешто што стварно не си. Од една страна е лицемерие, за тоа зборувавме малку пред некоја недела. Од друга страна е мака на духот. Затоа што се мачиш да видиш нешто што не си. Едноставно не ти оди. Првите 3 глави се темелот за она што понатаму ќе следува. Многу интересно како апостолот Павле започнува со овој дел. И сакам да ја вратам малку во 4 глава 17 стих, вика: ова го зборувам и сведочам во Господа, да не живеете веќе како што живеат незнабожците по суетата на својот ум. Овој стих знаеме да го претрчаме некој пати, ама сакам да ви укажам на едно нешто тука многу внимателно, што апостол Павле го кажува. А тоа е следното. Всушност, Ефес се наоѓа на нееврејска територија. Ефес е нееврејски безбожнички град. Луѓето кои поверувале во Ефес, поголемиот дел се безбожници. Поголем дел се пагани, ај така да кажеме, неевреи.
Грци, како што некои преведи го преведуваат. Нема везе, мислам не евреи се во секој случај. А вика, немојте да живеете како кој? Како себе си? Да не живеете како тие околу вас. Јас сега ќе спомнам неколку работи вчера што ги слушнав од овој Томислав, многу беше интересен човек, кога зборуваше. Вика, не треба да направиш ништо за да бидеш безбожник, треба само да се родиш. Бидејќи кога ќе се родиш, ти се раѓаш како човек кој е одвоен од Бога. И нема многу мака тука да бидеш. Сега од тоа да станеш некој кој ќе го почитува Бог и го следи, треба повторно да се родиш. За да се родиш повторно пак не треба ништо да направиш. Но враѓањето го прави Господ. На двете страни не правиш ништо, ама се наоѓаш на две различни страни од онај дел кај што треба да бидеш за Господ. Зошто го спомнам ова? Вика, немојте да живеете вика како што живееа тие порано. Немојте да живеете како што сте живееле порано. Многу битна работа е, бидејќи христијанството не е додаток, знаете, не е она тајна состојка што ќе ја додадеш во јадењето и што ќе го смени после, што ќе ти помогне да живееш отколку дотогаш. Христијанството не е нешто што викаме овој човек има се, уште да поверува и ќе биде спасен. Човеков се е супер за него, вика уште само да поверува. Па мртов е, значи. Ништо не е во ред со него. Христијанството не може да биде додаток, вегета, знаете, на крајот само доде за да добиеш подобар вкус. Христијанството е нешто кое минува се од корен. И има три всушност важни работи, тука кои сакаме да ги спомнеме во овој текст и на кои од првата всушност ќе се задржам најдолго, па после ќе ги видиме понатаму. Пате, ова нешто ќе се забележува многу често пати во црква кога доаѓаат луѓе. Луѓе доаѓаат во црква имаат потреба. Ке дојде некој пати во црква од потреба, дали е социјална, дали е економска, дали е физичка, дали е било каква потреба, и доаѓа и во моментот кој ќе исполни потребата, што викаа неколку наши пастори што ги познам тука низ Скопје, ајде да се молиме да најде човеков работа. Ќе се утепаме молеки да најде работа, тама ќе најде работа, ќе не доаѓа од црква. Фала многу Боже, ти не заврши работата, да си заминав јас. Ќе му се среди ситуацијата дома и веќе не му треба црквата. Ќе се среди нешто друго и ќе замине. Зошто? Заради тоа што го смета христијанството додаток кој треба да заврши нешто и потоа веќе едноставно не ми треба. А не гледаат дека има малку поголем проблем од тој. Евангелието, обраќањето, влијае на секој чекор од нашиот живот, на се во нашиот живот всушност. И затоа, овде има три пасуса, уствари, три текста кои ќе ги погледнеме денеска. Три дела се, 1, 2, 3 како точки. Од 5 до 14 стих зборува како да се живее во послушност, и ова е онај дел на кој најмногу ќе се задржиме всушност. Потоа малку закачува за тоа како се живее мудро, од 15 до 17 стих, и на крајот зборува како да живееме со радост. Тоа е сето во овој тука текст. Или еден вирсби, коментаторот вика да се живее како христијанин значи да се познава гревот, да се оди во послушност, да се препознава времето, да се познава Господ и да одиш во радост. Има многу елементи. Не можеме да ги одвоиме да кажеме христијанин е човек што оди во црква. Христијанин е човек што има Библија под мишка, христијанин е човек што чита Библија секој ден. Дали е тоа? Тоа е се убаво надворешно, ама да видиме внатре што има и како има. Значи, како да се живее во послушност? Да се познава гревот, за да одиме во послушност. Не можеме да бидеме послушни ако не знаеме што ни е забрането. Не може дете да знае што да прави, ако не му каже што да не прави. Проблемот на современата психологија, условно речено, или педагогија за децата е, кажи му што треба да прави, не му кажуваш што не треба, нема од негативен аспект да повлечеш, и потоа не му оставате граница. И кога нема граница, нема слобода. И стануваат проблеми. Не верувате, ќе разговараме после. Јас сум го кажала 100 пати, вистинската слобода постои само кога има граници во кои таа се случува. Не верувате? Ќе разговараме ако треба потоа. Значи, првото нешто е мора да знаеме што е тоа грев, за да можеме, ако сакаме, да одиме во послушност. Зошто е ова важно? Во целиот овој текст, апостолот Павле всушност сака да ги натера луѓето кои го примаат ова, да се свесни за ужасот на гревот и за опасноста од него. Пред некој ден имаше една серија за аеродромот во Сиднеј на National Geographic. Голем аеродром, многу луѓе врват и во еден момент најдоа некоја торба, не знае што е, и дојде еден човек со радар, со рачен радар, го стави малку од подалеку за да провери што има всушност во торбата.
Го постави таму и се тргна некои си 50 метри далеко. И сега нели овој што го снима вика, што правиш? Овој вика, сакам да си го заштитам потомството. Ми е страв, не сакам да се зрачам. Ја знае опасноста од радиација. Ја знаеме опасноста од поминување на црвено светло, ја знаеме опасноста да скокнеш од 6 кат каква е, и ние ја правиме. Знаеме некои пати, браќи и сестри, да заборавиме на опасноста и ужасот од гревот. На Офнет имаше пред некој ден една малечка, како слика некој постер држеше во раце, вика, нашата трагедија, вика, нашата пропаст почна во моментот кога го заменивме украде со се снајде. И тоа е вистината. И кога ќе тргнеме така ние на пропаст, ние вика, па добро се снашол човекот. И го минимизираме тој ужас на гревот. Замислете ако беше поента да секој пат кога ќе направиме грев, одеднаш да се појавеше знакче пред нас, знаеш ли ти цела вечност за ова ќе страдаш? Знаете колку помалку и поинаку ќе гледавме на некои работи? Почнувам од себе си, па после зборувам понатаму. И тука апостолот спомнува 4 ствари, не мора да ги памтите сите, вака, ама само да ви ги спомнам, вика, не учествувајте во бесплодните дела на темнината. Што значи ова? Ова значи дека гревот е бесплодно дело на темнината. Гревот не донесува плод. Плод во суштина, идејата на плодот е дека е нешто убаво, дека е нешто корисно. Гревот никогаш не носи ништо корисно. Дали е во животот на верникот, во животот на неверникот, гревот ништо полезно не може да носи. Вика, барем научивме нешто. Не е така. Ако ти си изгорел, си останал без рака, научив нешто. Научи, ама те кошта. Си направил некоја белја што не треба да се направи. И тоа не е всушност во ред. Точно тоа значи да не се почитува Божиот закон. Штом Бог каже нешто, ние не го почитуваме, ние учествуваме во бесплодните дела на темнината, односно ние сме на темната страна. Не сме на страницата со Бог. И тука, всушност, Павле користи потоа еден многу интересен, еден интересен начин да направи споредба. Во Ефесјаните 5:3 забележете што он дава како две студии, два примера. Зашто ова треба да го знаете? Ниеден блудник или нечист или ненаситник кој идолопоклоник нема наследство во царството на Христос и на Бога. Два примера на непослушност тука ги кажува, кои се многу интересни бидејќи едниот е многу очигледен, а вториот е неочигледен грев. Зашто? Ненаситник или во некој преводи вика алчен. Алчноста не се гледа од надвор. Блудникот се знае. Ке го видите. Отишол со оваа, со она, со овој, со оној, направил нешто таму што треба. Ама, кај зборот кај што вика блудник или нечист, го користи зборот порнеја. Порнографија што доаѓа кај нас тука. Некој што е нечист, некој што е едноставно валкан, или вика ненаситник, кај што вика буквално алчен. И тие два грева ги спомнува заради тоа што, зошто баш тие. Дава пример на два, ке речете поинакви сосема различни гревови, ама се различни во контекстот на тоа дека гревот е непослушност во нашето однесување во однос на законот Божи, ама не е само во однос на надворешното. Туку се однесува и на тоа што се прави и се случува тука внатре во самите нас. Тука ја спомнува алчноста. И знаете, ова е едно нешто на кое мора сите да внимаваме. Многу е лесно црквата да го осуди гревот, блудството, неморалот, живењето пред брак заедно и така натаму и така натаму. Тоа го осудуваме, вика Библијата, не е во ред. Океј, се согласуваме. Зашто го гледам? Оговарањето, прескокнувањето на богослужбите, непочитувањето на Божиот збор, алчноста, тука е спомната тука. Оние гревови што никој не ги гледа, а ги правиме самите во себе. Што правиме со нив? Како тоа да го помириме? Или некој пати црквата ќе се фати за нешто надворешно, ние во црква не правиме тоа, и потоа се друго што не се гледа, ако не се гледа не постои. Не е така. Двете работи одат заедно. Зошто одат заедно? Заради тоа што и тоа е кршење на Божиот закон. Мислам дека еднаш ова го зборував со некој, не знам дали тука сум го зборувал, ама во мојот христијански живот, од кога јас почнав да слушам или да читам или да верувам, имаше стално во црквата некоја омилена тема за која црквата, кога ќе кажам црквата генерално во светот се закачуваше и се расправаше. И тоа може да го видите по книгите кои се пишувани, по апологетски книги кои се пишувани.
Во еден период на време, обично, знаете, кај нас од запад доаѓаат тие книги, кај нас ретко кога се пишуваше, кај нас беше постфестум обично, ќе се напише книга од кога нешто ги се случи. Прво книгите беа дисциплинирање на деца. Како се дисциплинира дете, како детето треба да расте, како да се развива, како треба да е како тинејџер до млад човек и до сите тие ствари. Потоа нагласокот беше на разводот. Силно суди на разводот. Потоа суди силно на абортусот. Никој не вели дека овие работи дека се во ред. Лоши се. Ама сакам да кажам дека фокусот беше на една работа. Денеска на што зборуваме? За идеологијата, за родовата идеологија. Тоа ни е главниот проблем против кој се буни црквата во Македонија во моментот, да речем. Каде сме со другите греови? Каде сме со другите ствари кои не се толку очигледни, а кои секој ден ни прават проблем во црквата? Зошто? Затоа што излегуваат од нас. Ама не, ова е очигледно нешто и мора да се фатиме сега зад него. А ќе заборавиме на сите други таму ствари. Ама не смееме да заборавиме. Знаете зошто? Затоа што Божиот закон опфаќа се, не само малку. Гревот е поврзан и со мотивот, и со дејството, и со тоа што не го прави. Тука. И интересно е, како го кажува вика, ова, ако забележавте, тој што прави вака или вака, блудник, нечист, ненаситник, кој е вика што? Идоло поклоник. Бог вика, ако го кршиш мојот закон, ти вршиш идолопоклонство. Зошто е тоа така? Зошто е тоа? Заради тоа што Бог вика да немаш други богови освен мене. И секогаш, ако има нешто поважно отколку што е Бог, колку пати сум го копирала со овој слайд? Ако ние грешиме постојано, ако нешто ни е поважно од Бог, ако има нешто кое го цениме повеќе од Него, ако има нешто за кое сме спремни повеќе да жртвуваме отколку за Него, тоа е идол. И како што вика еден автор, кога ќе имаш некој друг идол освен Господ, на крајот ќе сватиш дека и тој твој идол ќе те напушти. Зошто? Примерот што тој човек го даваше во едно предавање беше следното. Ако ти идол црквата, и 20 сати си во црква, ќе го напушти семејството. Ако го занемариш семејството, си прекршил Божја заповед. Кој ти бил идолот? Црквата. Ако ти се децата идол, си го запоставил сопругот, си ја запоставил сопругата, си ја запоставил работата, повторно кога тогаш тие деца ќе те напуштат, ќе си основат своји фамилии, ќе останеш без својот идол, ќе бидеш повторно беден. И за да го задржиш тоа, сигурно ќе правиш и ќе грешиш. Павле вика, мора да разбереме дека тие две работи одат заедно. Во 8 стих вика, некојаш бевте во темнина. Зборува за човечката природа. Која да, некоја сме во темнина, а сега сме вика во самата светлина. Да го спомнам повторно, тоа мисля стварно ме импресионираше човек. Вика, кога ќе ни дојде кај мене, вика човек, ќе почне ми се жали. Ќе рече, брате, јас сум наркоман, јас сум алкохоличар, се разведувам, имам вакви, имам онакви проблеми. Јас викам, не бе, друже, тоа не ти е тебе проблем. Проблемот си ти. Ти си грешник на кој му треба Господ. Кога ќе го решиме твојот проблем, твојот однос со Господа, ќе почнеме да се занимаваме со секундарните проблеми. Со она која е резултат на твојата грешност и на твојата грешна природа тука. И ние викаме, тоа е многу негативно. Зошто? Затоа што тоа не е фер. Ние не сме такви луѓе. Ние сме подобри. И гледате сега што се случува во Израел. Сакам како пример само тоа да го земам. Ние нема да навлегувам во политика, не сакам да навлегувам во ничија страна кој што прави или како прави. Меѓутоа, јас сум оној кој прв ќе каже дека убивање на недолжни е греф. Без разлика од која страна се наоѓа. Убивање на оној што е не војник е греф. Без разлика дали го правиш со добра или со лоша цел. Праведната војна ја дефинираше Августин, нема да навлегуваме сега во тоа. Ама, ми текна на едно нешто што се случи во минатото. Може да го проверите ова, ако сакате, ќе го најдете на интернет. После Втората светска војна, всушност, она што се случи беше дека многу од германците нели се разбегаа на сите страни. Не можеа да ги најдат нивните овие што им беа криминалците, ќе кажам, војните злосторници. Еден од нив се викаше Алберт Айхман. Адолф уствари беше, Адолф Айхман. Го снема после Втората светска војна и повторно го успеа да го фатат некаде 60-61 година и го однесоа на судење. И беше суден во Ерусалим, всушност. Таму се одржа судот, таму го судеа и беше многу интересно дека една жена, Хана Аренд,
напише една многу интересна статија, може да ја најдете на интернет ако ви интересира повторно, се вика Ајхман во Ерусалим, извештај за баналноста на злото. Баш така се вика, и ми текна на тоа во контекст на ова што денеска го правиме овој муавет. Знаете, нацистите беа лошите, овие беа добри, ние никој пати не сме биле какви сме биле. Она таму има вака напишано. Таа ги цитира, вели, тие мора да биле монструми за да направат такви злодела. Нели, ова се однесува на нацистите. Тие што направиле такви работи не се луѓе, тие не се како нас. Ама, зарем нацистите не го кажаат токму тоа за евреите? Тие не се луѓе како нас? О не, тие се исто толку луѓе како нас, ама не сакаме да признаеме дека во срцето го носиме семето што може да донесе таков плод. Ако тоа семе го полеваш и го ѓубриш, можеш да го направиш истото како и тие. Со други зборови, ние знаеме да кажеме фала ти Господи што не сум толку лош како оној другиот. А Бог вика, ако ги имаш истите услови, ако имаш шанса, ќе бидеш бетер. Ако не е Христос во тебе. И ова не тера да сме понизни, да сватиме сериозноста и проблемите на гревот. Што се тука? Знаете, многу луѓе денеска и зборуваат вика човекот по природа е добар. Стварно, дајте ми еден вистински пример за тоа. Ја стварно сакам да видам вистински пример дека човекот во суштина е добар. Па да видиме од тука да почнеме да разговараме. Ама не е само тоа. Ако имаме ние христијански живот, добар. Ако сакаме стварно да имаме христијански живот, мора да видиме како вината за гревот треба да влијае врз нас. Да знаеме, да, јас сум крив за гревот, што треба да се случи сега како резултат на тоа. И тогаш, кога ќе почнеме да зборуваме за тоа, може да го спомнеме 6-тиот стих, кај што вика никој да не ве мами со празни зборови, зашто заради тие нешта доаѓа Божиот гнев врз непокорните синови. И така не бидете нивни соучесници. Во денешно време, кога ќе кажете гнев, луѓето одма мислат на нешто некој полудел одлепил и направил беле. Гневот во овој контекст, гневот на многу места кај што ќе опрочитате во Библијата, па некој викаат и во класичната литература, секој пати се однесува во контекст на правна осуда. И затоа зборуваме за праведен гнев. Човекот се разгневил, се наљутил заради тоа што е во право, а не оти се љути, оти јас сум крив на таа работа. Сега, зошто ми е ова тука важно? Бидејќи вика Божиот гнев е нас непокорните синови. Кога ќе сгрешиме, чувствуваме вина. Ако некој не чувствува, е птено корада. Ама кога ќе сгрешиме, чувствуваме вина. И тогаш и ние самите, и Бог не прогласува зашто? Виновни. И ако и ние, и Бог се прогласуваме за виновни, тогаш ни следи казна. И викаме дека гревот е многу сериозен. И кога ќе го направиме свесно, и кога ќе направиме несвесно, не е тука во ред. Повеќе да не викаат, јас сум разговарал со луѓе, вика, слушај, јас сум добар човек. Да, не сум религиозен, не верувам во Бог, ама добар човек сум, вајде тоа нешто вреди. Има еден краток клип, може би ќе го најдете некој пати на интернет. Таму имаше, мислам дека, Тим Келер беше, зборуваше пред вработени во Google. И даде еден пример што сакам јас да го искористам денеска за тоа, баш, нели, јас не сум религиозен, ама сум многу добар човек. Не верувам Бог, ама стварно сум многу добар. Он вика вака, логична приказна. Замислете си, жена вика вдовица. Има само едно дете. Си го чува, си го пази, нели го одгледува, му вика да биде чесен човек, да порасне, да биде добар, да биде спокоен, да биде некој што ќе се грижи за другите, да има високи морални и етички вредности. Детето така расте. Доаѓа време да оди на факултет, женава ќе собира пари што има и што нема, работи по 2 работи, по цел ден црнчи, да му даде на детево да стане добар, честен човек, што ќе се грижи за другите, што ќе ги пази другите, што нема да краде, нема да лаже, што ќе биде столб на општеството. И доаѓа време дека овој човек завршува факултет, дипломирува, се запослува, чесен е, не ги напаѓа никој, столб е на општеството, прави се, освен да комуницира со мајка. И пишува честитка за Божик и за Велики, не одговара на мейли, не одговара на писма, не ја посетува, не ја гледа. Што има лошо во тоа? Нели е поштен, чесен, столб на општеството, не лаже, не краде, си живее поштен живот, си заработува со 2 раце. Има проблем. Викаме, има проблем. Зошто? Оне кој ти го дал животот, оне се што ти дал, ти него не го цениш. Ами, ајде да го примениме тоа се на Господа.
Ме впечати примерот, знаете, затоа што е многу абсурден во својата логичност, така да кажем. Па нема шанси некој тоа да го направи за родителите. Па како има шанса за Господ да го направиме тоа? Боже, фала ти за се што си ми дал, за се што имам, за се што можам, а можам без тебе. Нема те спомнам, за Божих велиден ќе те спомнам и толку. Повеќе не ми требаш тука. Ајде да повториме до тука. Христијаниот не може да биде да има добар живот ако не го разбира што е гревот, ако не ја разбере силата во човечката природа на тој грев и трето да не ја разбере вината што гревот си ја носи. Јас сметам дека да сум бев тој син што не ја почитува мајка, ма ги почитува сите, носи со себе вина. И последното нешто тука е вика апостол Павле во 8 стих: некогаш бевте во темнина, но сега сте светлина во Господа. Живеете како деца на светлината. Што е ова тука важно? Важно е дека ние, за да живееме како деца на светлината, треба да живееме во добрина, праведност и вистина, кои следуваат во стихот што е малку подоле од овој овде. Како можеме да живееме во добрина, честност, во добрина, праведност и вистина? Можеме ако само и исклучиво живееме во Христос или го прифатиме она што Христос нас ни го дава. Тоа е единствен начин да можеме да живееме како светлина во овој свет. Како? Не со наша заслуга, со негова, исклучиво со негова заслуга. Бидејќи, ние можеме на два начина да живееме. Пак тука ќе исполнам. Едниот е да викаме јас сум лош, јас сум никаков, знаете, она покајникот цело време, нонстоп се кајам, во мене нема ништо добро, ќе се тепам, ќе се мачам, испоснички живот ќе живеам, ќе правам се што можам, за да докажам колку сум лош. Глеј, Господи, колку сум лош. Господ знае колку сум лош. Пред да му кажам, многу добро го знае. Значи, сето мое такво кајање не придонесува ни за мене, ниту за околината. И не го покажува вистинскиот Бог, затоа што Бог е Бог на љубов, Бог на мир и Бог на простување. Не. Јас сум толку лош што Господ и мене не може да ми прости. Тогаш не ти треба Господ. Си купил карта на Кајпекулови, цепај таму, више нема друга алтернатива немаш. Другата страна е ова, гледај Господи колку сум јас добар. Фарисеот од пред неколку недели. Фала ти Боже што не сум како овие. И тоа не е во ред. Мора да се соочиме и да го имаме оној баланс. Има грев, избегнувај го. Немој ништо да имаш со него, затоа што си светлина заради Христос. Матеј 5:17, така треба да ја видат вашата светлина и да го прослават вашиот Господ кој е на небото. Ние не зборуваме колку Господ не променил. Луѓето треба да видат колку Господ не променил. Ја може да кажеме, глеј колку мене, јас сум сменет, јас не сум тој што бев. Фино, ама ако луѓето не го видат, тоа некој лаже. Тоа е вистината, тоа е реалноста за која ние овде зборуваме тука. Балансот доаѓа многу во ние забораваме на тоа дека секоја црква има своја изјава на верата. Не знам дали вие во нашата црква знаете дека ние имаме изјава на верата, во која веруваме и на која стоиме. Нашата изјава на верата на Евангелска соборна црква е воспоставена врз Никејската изјава на верата, која потоа е малку променета во Савојската декларација и потоа е променета со Вестминстерската изјава на верата. Не го знаете тој податок, затоа што имате само како верувам во на нашиот вебсајт, ако не се лажам, постои така изјавата. Ама во целата Вестминстерска изјава на верата, ако ја погледнете, всушност има еден многу интересен цитат таму. Вика како што нема толку малечок грев што не заслужува вечно проклетство, така нема ниту толку голем грев што може да им донесе вечно проклетство на оние кои на вистина се покајале. Ова е многу убав начин да каже дека нема ниту еден праведник, ама нема ниту еден кој не може да се спаси. Кажано малку на побав онај King James англиски јазик, ова е преведено, ама поентата е точно таа. Дека нема ниту еден грев што е толку мал што Господ каже, ова не ме занима, нити има толку голем грев што дека јас ова не се занимавам. Такво нешто нема. Но тоа беше првата, не се секирате, другите две точки ми се далеку пократки. Ајде да го препознаеме времето и да живееме мудро. Во 15 до 17 стих апостол Павле вика: внимавајте грижливо како живеете, не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето зашто дните се зли. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господовата волја. И ова е цела проповед, ама нема да се задржам јас тука на неа. Ама, ова што сака да каже е следното. Христијански живот не значи само почитување на одредени правила.
Пак се враќа на тоа. Христијанскиот живот не е само да држам некое правило и да се држам за него и ништо повеќе тука. Не. Бог ни дал многу правила. Тоа е супер. Ама ако ви кажем дека во повеќе од можеби 70-80% од ситуациите во животот не постои правило во Библијата како да постапите, може да ќе ми верувате, може да нема да ми верувате. Некој пати се соочуваме со избор, со два избора, од кои двата не се лоши. Што да работам? Овде или овде? Избор. Со кого да стапам во брак? Со овој или овој? Сам по себе изборот не е лош. Кај да одам на одмор? Тука или таму? Знаете, во Библијата немате одговор на тие прашања. Што да ручам денес? Немате. Како да знаете да го направите вистинскиот избор? Ево, тоа е прашањето кое тука, кој има поставено тука всушност апостолот Павле. Сега, ние знаеме дека, ако кажеме јас ќе отворам фирма, во која на луѓето ќе им давам 10.000 денари да работат како црнци за 8 сати, зошто? Затоа што баш ми е гајле, ми се може тоа да го направам. Знаеме дека правиме греф, дека не е во ред, дека не го почитуваме другиот како сам себе и викаме тоа не е окей. Во ред. Ама дали да работам во продавница која продава шверцувана роба или оригинални ствари, тоа не зависи од мене. Што правиме? Мислам, знамо ти не е лесно. Ама, вакви работи има многу работи. Да бидеш мудар, мора да стоиш на моралот, да имаш морални некои правила, ама, вика нешто повеќе. Немојте, вика, како немудри, како мудри, искупувајте го времето. Со други зборови, она што сакате го каже следното. Како ова што ќе го избереш, ќе влие врз твоето користење на времето. Како ова што ќе го избереш, ќе влие врз твојата корисност на Господа. Например, некој може да избере дека цел живот ќе тренира тенис. Океј? Некој ќе избере да учи јазик. И потоа ќе блазести, ти знаеш јазик, јас знам да играм тенис. И кога ќе треба се запосли, никој нема да го праша играш ли тенис, ќе го праша кој друг јазик го знаеш. И ќе лош избор сум направил. Не бил лош избор, убав бил, си спортувал. Ама не во крајна сметка на долги патеки не ти врши работа. За оваа конкретна ситуација тука го зборуваме, за здравието може би уште подобро, нели, од колку друго. Ама муабетот е следен. Зошто го правам тоа што го правам? Тука доаѓа Божјата мудрост. Како ова што ќе го направам? Како овој избор што ќе го направам ќе влие врз мојата корисност за Господа понатаму? Како ќе влие врз мојот духовен живот и врз моето сведоштво на другите околу мене? И затоа јас не верувам дека има лоши работи и добри работи што не треба. Зборувам сега за нормални работи што не треба да ги прави еден човек. И имало, знаете што вика на времето јас кога растев? Ова како беше? Оваа струка не е за верник. Да, ако струката е крадец, разбойник, што знам, проституција или не знам си такви работи. Тука се согласувам и јас. Ама ако зборуваме дали било да биде музичар, или уметник, или инженер, или лекар, или фармацевт, или не знам си што друго, зошто да бидат различни? Зошто? Кој е проблемот во тие професии? Читате во Библијата, ќе видите луѓе од различни професии што работеле. Прашањето било како таа професија ја склопиле со својата вера и на кој начин едноставно ја изразиле. И затоа вика, искупувајте го времето во 16 стих. Со други зборови, види си го мотивот и види си што ќе ти даде најмногу време за да можеш да бидеш ефективен и корисен за Господа. А не за нешто друго. Значи, мудроста е да ја разбереме човековата природа. Човековата природа не става мене и тебе на прво, на второ и на последно место. Тоа е природата наша. Јас да бидам во центарот. Се што правам да биде за мене. Прашањето некој пат е дали одлуката што ќе ја донесам. И ова е нешто кое секој за себе мора да си го зборува. Дали одлуката во денешно време сите овие политичари наши сега зборуваат за леле колку души ни избега од земјата. Океј. Прашањето е дали јас сум останал во земјата заради тоа што сум немал кај да одам? Дали сум останал во земјата затоа што си ја сакам земјата? Или за некоја трета, четврта, пета причина? Оти ако јас викам гледај колкав патриот сум, оти немам каде да избегам, тоа не е патриотизам. Знаете, гледате ме, јас служам во црквата, немам што друго да правам, и тоа не е служење. Треба да најдеме начин да кажеме, ова не е тоа.
Мудроста е значи да го најдеме начинот како да му служиме на Бог до нашиот максимум. И последниот блок текст тука што е познај го Бог, вика и живеј, односно оди, вика, со радост. 18 до 21 стих ги знаете. Исполнувајте се со дух, не исполнувајте се со вино и така натаму. Многу познати стихови. Сакам да ги погледнеме малку од еден друг аспект. Зошто апостолот Павле го споредува повторно исполнувањето со дух и пијанството заедно во една реченица. И некој тоа многу добро го рекол, вика, кога се исполнет со духот, го добиваш тоа што луѓето се надеваат да го добијат кога ќе се опијанат. Јас познавам луѓе што не може да се радуваат ако не се алкохолизирани. Значи, јас треба да имам радоста без да има некое средство кое ќе ме натера да имам таа радост. Радост не значи среќа. Радост не значи јас сум среќен секој момент во се. Не. Радост значи дека јас и покрај ситуацијата ќе најдам нешто во кое ќе ми биде мене убаво. Во кое кај што нешто ќе има ова. Некој рекол, знаете зошто пијанието е среќен? Затоа што мозокот му е помалку свесен за проблемите. Алкохолот е депресант. Потиснува одредени места во мозокот. Викаш, мене ми е супер. Мене ми е супер. Како вика, мене него му е полна рамна, се мода. Сега, има нешто друго, вика, Светиот Дух не те прави помалку свесен за проблемите. Туку те прави посвесен за ресурсите кои ги имаш да се справиш со проблемите. Тоа е големата разлика. Зошто ми е ова важно? Заради тоа што Светиот Дух во мене не ми дава радост за тоа што вика, леле, ти ја удрија колата и ме кошташе сега 150 евра да ја поправам, ти на паркинг некој ме собрал. Не ме прави радосен. Не ми кај супер, радувај се, потроши пари. Не се кире, иначе за зло ќе ги потрошише. Не. Туку заради тоа што ќе рече, окей, фала ти Боже што не бев јас тој што ја направи белјата. Ќе се радувам во тоа. Ќе речем, добро, Господи, фала ти што не беше поголема штета. Или што ја најдов колата на паркинг, ај цела кола да ја снимаше. Во секој случај, ме сваѓате што сакам да кажам, имаме ресурси, ја кажам, Боже, не знам зошто се случи. Ме кошта, ама ти знаеш. Јако немаш на кој да се обратиш, ако цело време зошто, а нема. И тогаш се поставува прашањето, зошто правиме погрешни избори и немаме радост во духот? И некој рекол затоа што не сме доволно среќни во Христос. Мислиме дека можеме да имаме повеќе надвор од Христос. И проблемот со оваа метафора, исполнувајте се со Светиот Дух, знаете каде е? Заради тоа што ние мислиме дека Светиот Дух доаѓа со 100 мл, па 300, па 500, па 1 литар ќе го добие. Не е тоа поентата. Исполнувањето со Светиот Дух нас не тера се повеќе и повеќе да доминира тоа на кое Духот мисли и тоа што Духот го прави. Исполнување значи дека се она што правам ќе биде се послично на она што Божиот Свети Дух сака да го прави и направи во животот. А што прави Духот? Видете во Јован во 16 глава кај што пишува, кога ќе дојде утешителот, што ќе направи? Ќе ме прослави. Значи, ако сакаме да се исполнуваме со Дух, значи да го прославуваме Христос. Ако сакаме да... И интересно е, во нашиот превод тука и во многу други преводи, погледнав и на англиски, вика живејте по Дух. Ама интересно е, ако ги погледнете буквалниот грчки збор, вика буквално одете по Духот. Знаете што е разликата? Да, во христијанскиот живот ние викаме одењето со Господ е живење како што Господ сака. Затоа таа ги мешаме тие две работи заедно. Ама буквалното кој што вика одете по Духот или оди по Духот, буквално значи ајде да се вратам 2 секунди назад. Кога живееш живот, кога ќе ми кажеш што правиш со животот, го живеам, ништо не ми кажува. Заради тоа што не знам до каде одиш и на каде одиш. Кога ќе речеме дека одам со Господа или одам по Светиот Дух, значи дека имам некоја цел. Кога одиш некаде, имаш цел. Кај си тргнал, прашуваме. Кога седиш со некој град, здраво, кај си тргнал? Одам таму или таму. Одењето по Духот значи дека имаме некоја цел. Сакаме негде да стигнем. Таа цел е нас Господ Исус Христос и Он тоа што го прави. Да го направиме славен во нашите очи, да го направиме прославен во очите на другите. Кога ќе тој доминира со нас, кога тој ќе доминира со нас, како ја кажа реченицава, тогаш, всушност, ние може да кажеме дека сме исполнети со Духот. Тоа е оној дел за кој сакаме ние да зборуваме. И ако сме исполнети со Духот, што ќе се случи? Ќе имаме радост во животот и ќе можеме да пренесеме радоста на тие околу нас. Апостол Павле вика дека 20 и 21 стих.
кога ние сме исполнети со дух, живееме со дух на благодарност и со песна во срцето. Ајде, барем така да кажеме. И ти и јас може да го имаме тоа. Во секој случај, и за нас кои веруваме, и за оние кои не веруваат, има еден многу интересен стих и со него ќе завршам, кај што вика: стани ти и разбуди се ти што спиеш, стани од мртвите и Христос ќе те осветли. Ви текна на тој стих. Ако си мртов во гревот, ова значи разбуди се, прифати Христос. А ако си жив во гревот, ова е шамар, ајде разбуди се и тргни да го живееш животот онака што Господ сака да го живее. Како и да е, да тргнеме по патот, за да може да стасеме до нашата крајна цел. Амин.